Според изворите, Хари бил застрамен од неуспешните соработки со Netflix и Spotify и му недостасувал животот во Англија. Меган, од друга страна, ги држала децата настрана од кралското семејство и сакала одново да се посвети на актерската кариера. Дали славниот пар е пред развод? Откако го напуштија кралското семејство, бизнис плановите на Меган и Хари не се покажаа како најуспешни. Но парот сепак се труди да го одржи имиџот и често пати заедно се појавуваа на важни настани. Сепак, изминативе месец-два не стивнуваат гласините дека на нивниот брак му се ближи крајот. Шпекулациите се уште поизразени откако и Меган и Хари беа на неколку настани одвоено. За британските медиуми разни извори велат дека на Хари не му се допаѓа што се оддалечи од семејството поради Меган. Истовремено не бил многу среќен кога е опкружен со познатите личности со кои Меган сака да се дружат. Па поради ова почнале да се оддалечуваат. Веќе извесен период се оддалечуваат еден од друг. Желбата на Хари да се врати во Англија, каде што му се другарите и неговата надеж дека ќе се смири со семејството, создаваат притисок на нивниот брак. Мразеше што нивните обиди да направат нешто со Netflix и Spotify беа неуспешни и што сите го исмејуваа. Па почнува да му недостасува Англија. Хари сака да оди во барови и да спортува со неговите другари, додека Меган сака живот во Лос Анџелес, што е многу поразличен. Неговите планови самиот да оди на настани и турнеи настрана од Меган е првиот знак дека пробуваат да живеат одвоено, додека да одлучат што ќе прават следно, вели извор за Радар онлайн. Музичарот Мартин Филиповски од Next Time и неговата сопруга рокометарката Андреа станаа родители за прв пат. Андреа вчера се породи и на свет ја донесе ќерката која го доби името Лијана. Среќниот татко Мартин се огласи на својот профил на Инстаграм и со своите следбеници ја сподели радосната вест. Светот во раце, добре дојде Лијана, напиша Мартин. Мартин и Андреа се заедно од 2015 година, а во 2022 година тој ја запроси ракометарката во интимна атмосфера. Потоа црковната венчавка се одржа во родниот град на ракометарката Андреа во Кичево. На 1 ноември 2024 година во 19 часот Националната опера и балет во Скопје ќе биде домаќин на изложбата Кара, новото дело на уметникот Бојан Ковски. Ова изложба, инспирирана од незаборавната италијанска икона Рафаела Кара, ја претвора телесната уметност во живописен омаж на нејзината уметност и енергија. Но ова не е обична изложба. Кара е експлозија на движења, бои и форми, каде телото останува платно, а секој потек, песнам што не се слуша, туку гледа. Ковски преку Кара ја истражува идејата за телото како живо платно, кое станува средство за изразување на емоции, ставови и естетски идеали. Во оваа изложба ќе бидат представени 12 боди арт инсталации, секоја со уникатен визуелен идентитет, кои на 15 македонски модели ќе раскажуваат своја приказна. Тука ќе ги видиме некои истакнати лица на македонската сцена: Антонија Гиговска, Калтрина Круезију, Мија Раби, Александар Динев, Ведрана Ѓорѓевиќ и други, кои со своето присуство го облекуваат духот на изложбата. Во тек се подготовките за реализација на 39-то издание на Фестивалот на забавни мелодии Макфест во Штип. Организаторите на пресконференцијата истакнаа дека и годинава на сцената во Центарот за култура Ацо Шопов Штип ќе се представат над 20 изведувачи во двете фестивалски вечери на 25 и 26 октомври, в петок и сабота. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов најави дека композициите ќе бидат проследени со оркестар во живо. Штип ќе биде повторно центарот на македонската забавна музика овој викенд. Очекуваме многу гости, многу забава, одлични композиции кои ќе бидат презентирани на овогодинешниот Макфест. Она кое што сакам да го споделам е дека оваа година композициите ќе бидат проследени со оркестар во живо. Надминато е и недоразбирањето со Министерството за култура, вели Јорданов. Уметничкиот директор на Макфест Роберт Саздов вели дека рекордниот број пријавени песни за учество на фестивалот само ја потврдува се поголемата заинтересираност и кај естрадата и кај јавноста.